Конечно, деценискиот проблем со руинираниот кров на основното училиште Гоце Делчев во Гостивар ќе стане минато. Летово ќе се гради нов покрив на објектот, а проектот ќе се реализира со пари од општинскиот буџет и донација на UNDP. Советот на општина Гостивар денес даде зелено светло за спроведување на проектот, а претходно со ребалансот на буџетот во делот на капиталните трошоци за таа намена беа распределени 6,2 милиони денари. Ние сега имаме 6 милиона и 200 планирано. Колку ќе биде како донација, колку ќе дават другите институции, не знаеме, со 100.000 евра ако пресметуваме на евро. Според најавите од локалната самоуправа, договорот со донаторите би требало да биде потпишан следната недела, пошто ќе се почне со тендерските процедури. Работите на терен би требало да стартуваат во текот на август. Кровот на основното училиште Гоце Делчев е во катастрофална состојба долго време и е предмет на револт и загриженост меѓу гостиварци, особено кај родителите чии што деца учат во ова училиште. Во училниците на горниот кат тече вода при секои пообилни врнежи од дожд или пак топење на снегот. Пред година и пол, како привремено решение, општината постави заштитен најлон. Светската здравствена организација излезе со совети за патувања поврзани со мали сипаници за спречување на меѓународно ширење на болеста. Неодамнешните епидемии на мали сипаници ги истакнуваат празнините во заштитата од болеста кај децата и возрастните. Сите патници треба да го проверат нивниот актуелен вакцинален статус и да се осигурат дека добиле 2 дози на вакцина, која содржи компонента против мали сипаници. Патниците кои не се сигурни каков е нивниот вакцинален статус, треба да добијат најмалку 1 доза на вакцина. Светската здравствена организација препорачува патниците да се вакцинираат против мали сипаници најмалку 15 дена пред патувањето. Вакцината против сипаници може да се администрира истовремено со други вакцини препорачани за патници, како што е вакцината против жолта треска. Сите патници треба да побараат совет од својот матичен лекар и да бидат свесни за ризикот од изложеност на вирусот на мали сипаници, како и начините на пренос и симптомите на болеста. Вакцините кои содржат компонента против мали сипаници не се препорачуваат кај бремени жени, велат од СЗО. Малите сипаници се една од најконтагиозните болести во светот, со потенцијал да бидат проследени со екстремно тешка клиничка слика. Најдобрата заштита од оваа болест, според Светската здравствена организација, е примање на 2 дози вакцина која содржи компонента против мали сипаници, а која е најчесто достапна во комбинирани вакцини со компоненти против заразни заушки и рубеола. Од секторот за контрола и превенција на заразни болести при Институтот за јавно здравје излегоа со општи препораки за заштита од заболувања при патување. За време на патувањето треба да се конзумира безбедна храна и вода за пиење, да се мијат рацете често и долго со сапун и вода. Контаминираната храна или пијалоци може да предизвикаат диареја или други цревни заболувања. Патничката диареја е најчестата болест поврзана со патувањето. Треба да се спречат убодите од инсекти, при тоа треба да се користат репеленти кои заштитуваат од сериозни болести, што се шират преку каснување од комарци, како што се западно-нилска треска, зика, денга и многу други болести. При патување во планински предел или престој во шума или тревнати површини, лицата да се заштитат од убоди од крлежи кои можат да пренесат сериозни заболувања, како хеморагични трески, лајмска болест и така натаму. Повраќањето доколку луѓето не се чувствуваат добро или имаат некакви симптоми кои може да ги поврзат со некој од горе споменатите заболувања, веднаш треба да побараат лекарска помош и совет, велат од Институтот за јавно здравје. 40-годишен Тетово вчера бил приведен од полициски службеници на СВР Тетово поради основано сомнение за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори.
на 5 јули во периодот од 17:30 до 19 часот. Извршен бил претрес во домот, помошните простории и угостителски објект на улицата Штипска во Тетово, сопственост на 40-годишникот, при што пронајдени биле и одземени метална дробилица со остатоци од зелена тревкаста материја, шише исполнето со бела прашкаста материја. По целосното документирање на случајот ќе бидат поднесени соодветни поднесоци, информираат од Министерството за внатрешни работи. Без зурли, тапани и оро како што беше случајот на автопатот Емиркапија Смоквица, денеска свечено беше пуштен во употреба автопатот од Миладиновци до Штип. Иако по овој пат се вози веќе 1 месец, делегација од владата на чело со премиерот Зоран Заев присуствува на свечена церемонија по повод отворање на оваа делница. Премиерот Заев денеска кажа дека дошол автопатот ќе бидат насадени 600.000 садници багрем. Граѓаните добија модерно автопатско поврзување и можност побрзо да пристигнуваат на повеќе точки од источниот дел на земјата. Новиот автопат е во вкупна должина од 47 километри. Преку новата клучка, 3 чешми, се спојуваат со новиот експресен пат Штип-Кочани, кој е во изградба како пократка патна врска од околу 20 километри со источниот регион на државата. Со тоа се скратува времето на возење за 20 до 25 минути до многу градови од овој регион: Свети Николе, Штип, Струмица, Радовиш, Кочани, Виница, Делчево, Пехчево, Берово, Македонска Каменица, Пробиштип и многу други населени места околу овие наши македонски градови. Јас секогаш сум била добра, тие кои се лоши секогаш биле лоши без разлика дали биле доктори, професори, адвокати. Тие не се сите честни, така да јас лице да ги делам на честни и нечестни без разлика на која професија припаѓаат. Јас не давам предност дека во овој граѓански свет сите се честни. Тие не се и тоа како не се. Гледам сега во книжарството каде претпоставуваме дека луѓето се образовни и морални, а сретнав многу нечестни луѓе, ни изјави Оливера Кирковиќ на промоција на незината книга Јас Пинк Пантер, која содржи во Тетово. Книгата представува незина автобиографија кога живеела во светот на криминалот, но и во како што таа го нарекува обичниот граѓански свет. Ретки се книгите кои што се на некој начин биографија за самиот автор. Да. Ова книга е вашата биографија, да не кажете за што се работи. Тако е, автобиографија и ретки су овакви автобиографија, оволико искрене, отворени. Да, така. Ретки се ваквите книги кои се биографии, кои се вака искрени и отворени. Ова е дефинитивно мојот живот на дланка. Книгата е пишувана во неверојатни услови во затвор. Тоа е затворски дневник кој е преточен во 3 книги, трилогија. Овде е првиот дел од книгата, но има и втор. Тоа е само на српски јазик, а првиот дел е преведен и на македонски. И направи голем успех во целиот регион. Јас сум искрена во самата книга, ништо не сум сокрила. Тука не го опишувам мојот живот додека сум била во криминалните води. Тука има светла и темна страна. Тука е мојот спортски живот опишан. После тоа доаѓа скок во темната страна, па потоа враќање. Еве сега доаѓање од тој жигосан свет некако како победник. Повеќе книгата е како тема на карактер, отколку како тема на криминал. За да се спознае вашиот живот, дел од вашиот живот, треба да се прочита книгата, меѓутоа може ли накратко пред гледачите да ни кажете кој е? Па дефинитивно автобиографија, значи од мојот роѓење па до крај. Дефинитивно автобиографија, од моето раѓање до затворот и после тоа. Мојот осврт од затворската ќелија. Го опишувам односот во затворот, судството, полицијата, моето бегство од затвор, дека направив бегство од затвор, а мојот живот до 30 и 35 години е одличен. Имав успешна кариера. Распадот на Југославија мене ми е важен, дека јас сум се уште југоносталгичар,
без разлика што таа Југославија се распадна. Јас во срце ја носам. После моите спортски успеси продолжува една тешка приказна, која мора да ја прочитате. Некаде јас се запознав со мојот поранешен сопруг, кој е престапник. И јас некако влегувам во тој свет. Не заради него, туку ми се отвори нова врата, нови лица. Значи да влезам во криминал беше моја одлука. Едноставно парите ми беа привлечни. Само заради парите, ништо повеќе. Никаков авантуризам. Имав некој бунт во себе кон системот. Не сакам да служам, не сакам правила. Не сакам да ги пратам луѓето и сите да одиме во исправец. Треба да се одговори на некои други предизвици и да се победи. Јас го избрав обратниот правец и мислам дека не е погрешен. Сама ги запознавам луѓето. Брзо се поврзувам финансиски, сум стабилна. Дека сум врвна кошаркарка, одма давам предлози и се наметнувам и некако станав лидер, организатор. Затоа ми требаа способни момци кои ги запознав преку сопругот. Со нив станувам пријателка и така низ годините додека дојдов во затвор и на крај побегнав. Јас тогаш бев осудена на 32 години затвор и безнадежна бев дека никогаш нема да излезам. Така во мене се роди некој бунт да покажам дека сум жива. Книгата е напишана токму заради тоа, да покажам дека сум жива и некако искрена дека не се надевам на ништо. Така што велат кога ќе се помириш со животот, некако ја кажуваш вистината и не си заинтересирана за ништо. Додека себе си не се спознаеш, не можеш другите да ги победиш. Мислам дека сум доволно силна да живеам без тајни. Луѓето се кријат, не мислат дека треба да се кријат, туку затоа што се плашат. Јас некако имам храброст да живеам со емоции и со вистината, и со лоши и со добри работи. Сум се носела со разни карактери и слично. Како се случило да престанете да работите со тоа што го работите? Ne znam ni sama, teška je to odluka. Ja izlazim posle 7,5 Не знам ни сама, тоа е тешка одлука. Јас излегов од затвор по 7,5 години и не се одлучив да прекинам. Затворот тоа не те учи. Затворот е место каде можеш да станеш уште поголем криминалец. Јас пак се враќам во криминал и после 5 до 6 тешки искушенија имам пораснат син и го погледнав во очите и сватив дека доста го заморив. И некако донесов одлука за мене тешка. Дека тешко е да се тргнеш од криминалот и да дојдеш во нормален живот. Донесов тешка одлука, за да докажам и на себе, но и на мојот син. Дали јас можам само да се занимавам со криминал или можам да победам и во овој граѓански живот. Тешка одлука и победа. За нас овој граѓански живот е непознат. Ние се плашиме од овие луѓе наоколу. Дефинитивно за оваа година колку сум во граѓанскиот живот, тешки се луѓето во овој живот, отколку во тој претходно. Таму рака договор, збор значи и се почитува, а тука тоа ништо не значи. Овие морални и честни кои се викаат, не се честни и воопшто не се. Понечесни се од нечесните. Така што јас не можам да најдам тука човек кој е добар, а кој е лош. Нема помеѓу нив граница некоја, односно не можам да ја најдам границата. Затоа јас не можам за себе да кажам дека претходно бев добра, а сега сум лоша. Јас секогаш сум била добра, а тие кои се лоши секогаш биле лоши, без разлика дали биле доктори, професори, адвокати. Тие не се сите честни, така што јас лицата ги делам на честни и нечестни, без разлика на професијата. Јас не давам предност дека во овој граѓански свет сите се честни. Тие не се и тоа како не се. Гледам сега во книжарството каде предпоставуваме дека луѓето се образовани и морални, а сретнав многу нечесни луѓе. Каква теорија? Да, дали контактирате со членовите на група да видите? Naravno, ne u smislu da se družimo, dosta sam se negde odvojila, jer ako hoćeš da izađeš iz toga... Не во смисла да се дружиме. Јас доста сум се одвоила од нив, така што секое поврзување со нив ќе беше за мене предизвик и секое поврзување со нив ќе биде ризично. Ама не значи дека некој ако ме повика, јас нема да разговарам со нив. Се разбира дека јас за тие луѓе имам чувство, не за сите, ама со некои сум блиска. Нас патиштата ни се одвоени. Немаме исти работи и слично и одиме низ различни патишта. Svakodnevna druženja jer nas ne vezuju više ni poslovi ni životi. Odvojili su se naši putevi. Ja sam krenula levo, oni desno.
i kad idemo različitim putevima u kontrapravcu teško se srećemo, ali to ne znači da ja ih i dalje volim, naravno. Да не беше насловот Pink Panther, немаше може би книга и вие да бевте привлечна толку. Што е Pink Panther и до каде е? Па могуќе да Па да, тоа име некако го дадовме од маркетиншки аспект, да привлечеме луѓе. Мојот живот е поврзан со нив. Сите мои криминали и судски процеси се поврзани со организиран криминал и со групата Pink Panther. Но морам да кажам дека е мит, дека постои една група која работи на одредено подрачје, односно Европа. Тоа се повеќе групи, повеќе банди, кои се здружиле од интерес и нема врска со една организација, една глава или некаква хиерархија. Јас си имав своја група и таа се менувала. Бевме како едно братство. Начинот на работа е ист. И ако се занимаваш со таква работа, имаш повеќе во групата. Ве викаат Pink Panther. Во ред, го прифаќаме тоа. Nekad su bili ovi, nekad oni. Земјотрес со јачина од 7,1 степен ја погоди пустинската област на Јужна Калифорнија, а како што наведува сеизмолозите, ова е најсилниот земјотрес во последните 20 години. Епицентарот на земјотресот беше кај Ричкерст, околу 240 км од Лос Анџелес, на длабочина од околу 900 метри, а последниот земјотрес ги оштетил патиштата во тој дел од Калифорнија. Во некои делови пак од област имало прекини на струја, поради одрон на камење на патот кон Керн Ривер, сообраќајот е запрен, а фотографиите од лицето на градот покажуваат дека еден дел од патот потонал во земја. Пожарникарите во областа Сан Бернардино рекоа дека има повеќе оштетени згради и дека едно лице е полесно повредено во областа. Претходниот земјотрес од 6,4 степени ја погоди Калифорнија во четвртокот. До сега 22 лица загинаа, а повеќе од 400 се во болници. Посилните поплави што го зафатија регионот Иркутск на југоисточниот дел на Сибир. До вчера попладне бројот на жртвите изнесува 22, а 15 лица се водат за исчезнати, додека 410 се во болници, соопшти денеска заменикот на рускиот министер за водени ситуации Павел Беришев. За жал 22 лица загинаа, 410 се хоспитализирани, а медицинската помош во амбулантите побарале 2165 лица, вели Беришев. Поплавите во Сибир почнаа кон крајот на јуни, а до сега над 103 населени места се погодени од незапаметеното невреме. Поплавени се над 10.150 куќи, а евакуирани се речиси 33.000 луѓе. Стотина активисти вчера протестираа во центарот на Памплона против фестивалот со бикови, што почнува денеска. Традиционалниот летен фестивал Сан Фермин започнува денеска во Памплона, каде што до 15 јули ќе се организираат трки со бикови низ улиците на овој средновековен шпански град пред почетокот на трката. Вчера стотици голи демонстранти протестираа во центарот на градот против убивањето на биковите. Фестивалот е познат по трките со бикови, кои се организираат секој утро во 8 часот, каде учествуваат и лјадници луѓе, главно мажи, традиционално облечени во бело со црвени шами околу вратот. Фестивалот беше овековечен од познатиот писател Ернест Хемингвеј во романот Сонцето повторно се раѓа. Најдобар начин климатските промени да се стават под контрола е да се засадат дрвца на уништените шумски површини, кои зафаќаат површина голема колку сад, тврдат научниците. Тие додаваат дека на тој начин би се неутрализирале 2/3 од емисиите на стакленички гасови, кои ја загреваат планетата, а за кој е одговорен човекот. Садењето дрвца со цел првично да се впие 1/4 од ерониот диоксид е амбициозна цел, вели Краутер, додавајќи дека ова сепак може да се постигне ако се приклучат сите оние кои се загрижени за глобалното затоплување. Најдобрите места за обнова на шумите се во тропските предели, поради брзината со која таму растат дрвјата. Времето денес беше сончево и топло со мала локална облачност. Дуваше слаб до умерен ветер од северен правец. Температурите се движеа во интервал од 15 до 33 степени Целзиусови. Вредноста на УВ индексот изнесуваше 9.
Времето утре ќе биде сончево и многу топло со мала локална облачност. Ќе дува умерен ветер од западен правец. Температурите ќе се движат во интервал од 16 до 35 степени Целзиусови. Вредноста на УВ индексот ќе изнесува 9.